Добро дојдовте во урбаните вести. Јавното претпријатие Паркови и зеленило Скопје информира дека при завршување на текувните активности на терен, нивните екипи забележуваат уништување на јавните зелени површини низ градското зеленило. Апелираат сите правни лица при активности на изведување прикопи да се обратат и да ги информираат нивните служби и градот Скопје, за да може навреме да се интервенира и да се заштитат садниците од уништување. Со оваа информација ги започнуваме денешните урбани вести. Во продолжение следува генералната најава, а потоа се враќаме назад во студиото. Нови решенија за мониторинг и намалување на загадувањето во рамки на О2 предизвик. Советниците од ВМРО ДПМН ја напуштија седницата на Советот на општина Карпош. Продолжува акцијата за поставување заштитни столпчиња на улиците во Скопје. Со цел да се најдат решенија против загадувањето на воздухот, Фондот за иновации и технолошки развој во соработка со Министерството за животна средина и UNDP денеска промовираат 10 предлог проекти од повикот О2 предизвик. Проектите што ќе добијат финансиска поддршка треба да бидат оперативни најдоцна за 12 месеци по потпишување на договорот. Иновативни идеи и решенија за мониторинг, намалување на загадувањето, како и за сузбивање на изворите, се 10 најдобри предлог проекти од повикот 02 предизвик на Фондот за иновации и технолошки развој, кои што беа презентирани денеска. Комисијата која ги оценува до крајот на денот ќе ги избере најдобрите проекти кои ќе добијат финансиска поддршка од расположливите 6 милиони динари со повикот. Во трка се решенија кои треба да помогнат во справувањето со проблемот со загадување во областите транспорт и мобилност, градежништво и урбани алтернативи и загревање. Дел од проектите предвидуваат систем за согорување кој се употребува во домашни стандардни печки и отворени камини, развивање електричен велосипед за градските средини со вгладени филтри за прочистување на воздухот и станици за полнење на батериите, изработка на прочистувачи на воздух за внатрешна употреба со вграден PM сензор за мерење на внатрешниот квалитет на воздухот, течност од веќе постоечки полимери за прскање на градежни површини и патишта, соларен воздушен колектор со ротирачки килии, кој го загрева воздухот со помош на сончева енергија и помага за догревање на просториите. Јасмина Билчовска-Тасевска, председател на Комисијата за оценување и представник на Програмата за развој на Обединетите нации, потенцираше дека од пристигнатите апликации за сите три области, дел се насочени кон мониторинг или кон обиди за решавање или намалување на загадувањето, а помал дел кон решенија кои навистина би го намалиле емитувањето на штетните честички. Во најголем број од државите општествените проблеми се ги решаваат приватниот сектор и приватните фирми, и да токму преку вакви предизвици кои што ги организираат или владините институции, меѓутоа и фондации и независни ентитети. Од 27-те идеи кои што ги добивме како и ги разгледавме како комисија, дел од нив се насочени кон мониторинг или кон обиди за решавање или намалување на самото загадување, додека помалку од нив се насочени кон решенија кои што навистина ќе го намалиле емитувањето на частичките. Според директорот на Фондот за иновации и технолошки развој Јован Деспотовски, буџетот на пристигнатите апликации за 12 пати го надминува износот на предвидените со повикот. Како резултат на овие нови иницијативи и ваквиот нов пристап, за релативно краток временски период од 25 дена добивме 30 исклучително квалитетни апликации. Денеска ќе имаме можност, односно јавноста ќе има можност да погледне презентација на 10 од нив, кои што сметаме дека понудија можеби најквалитетни решенија. Она што исто така битно дека буџетот на апликациите кои што пристигнаа го надминува износот на алоцирани средства за 12,5 пати, што е исклучително важно бидејќи ако до сега фондот имаше проблем со недоволниот интерес и искористеност на средства, сега имаме предизвик како да обезбедиме дополнителни средства за интересот кој што го поттикнавме со новиот пристап. Значи сите 10 презентации кои што ќе бидат денеска достапни и пред јавноста, значи нудат решение кое што директно го засега, односно директно го решава, ќе се обиде да даде придонес да го реши проблемот со
намалување на загадувањето. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули оцени дека има потенцијал дел од пристигнатите проекти на повикот во иднина да прераснат во корисни активности за намалување на аерозагадувањето. Ги покани на соработка с сите учесници на повикот за евентуална натамошна поддршка и наоѓање заеднички начин за справување со загадувањето. Проблемот со аерозагадувањето може единствено да се реши само со помош на сите. Невладини организации, академската заедница, помош од меѓународните организации, малите, средните предпријатија, бизнес заедницата се разбира во рамка што би се дефинирало од страна на владата и секој од нас граѓанинот. Според Министерството за животна средина и просторно планирање има потенцијал дел од овие проекти и во иднина да прераснат во нешто што ќе корисно за намалувањето на аерозагадувањето. Проектите што ќе добијат финансиска поддршка треба да бидат оперативни најдоцна за 12 месеци по потпишување на договорот. Општина Аеродром ќе го обновува блоковското зеленило на целата територија на општината. Дрвјата ќе се садат во пролетниот и есенскиот период во зависност од видот на садниците. Општина Аеродром во соработка со град Скопје и јавното предпријатие Паркови и зеленило изготвува план за дополнување на постоечки дрвореди и садење нови дрвја, односно обновување на блоковското зеленило на целата територија на општината. Видот на дрвјата што ќе се посадуваат го утврдуваат стручните лица од општината, градот и јавното предпријатие, според потребите на секој регион и условите кои ги нуди скопското подрачје. Дрвјата ќе се садат во пролетниот и есенскиот период, во зависност од видот на садници. Изготвениот нацрт план од сега ќе се адаптира годишно и ќе нуди насоки за редовно дополнување на зеленилото на целата територија на општина Аеродром, за што локалната самоуправа секоја година ќе издвојува средства од сопствениот буџет. Оваа година имаме издвоено 8 милиони динари за набавка на нови садници и дополнителни средства за изградба на нови паркови и одржување на зелените површини, информираат од општина Аеродром. Советниците од Советот на општина Карапош од редовите на ВМРО ДПМН денеска во знак на протест за притворените од 27 април ја напуштија денешната седница. Советот продолжи со седницата на која покрај усвојување на извештаи беше избран и нов командир на полициската станица Карапош. Денеска во урбаната заедница Кузман Јосифовски Питов, советниците од општина Карпош ја одржаа 6-та седница на Совет, на која беа предложени 32 точки на дневниот ред. По усвојување на записникот од последната седница и усвојување на првата точка, односно усвојување на решение за формирање комисија за изработка на програма за работата на Советот на општина Карпош за 2018 година. Советниците од редовите на ВМРО ДПМН ја напуштија седницата во знак на протест за притворените од 27 април. Советникот Тони Јаревски истакна дека дополнително ќе го информирал Советот дали и кога ќе се вратат на седниците. Во исто време, кога се залагаме за зголемување на квалитетот на секојдневието на нашите граѓани, на нивните права, на подобри услови, во исто време имаме луѓе кои се неправедно осудени, обвинети за тероризам, луѓе кои се уметници, луѓе кои може да се препознаат со сите нас овдека, луѓе кои докажале дека биле дел од нас, вклучително и од Карпаш. Нас не ни останува ништо, освен да направиме еден символичен акт со напуштање на седницата, да им даваме нивна поддршка и да се спротивставиме на таквиот начин на водење на институциите на државата. Ви охрабрувам, доколку можете, да поминеме преку вештачки наметнетите граници и да ни се придружите во напуштањето на салата. По напуштањето на седницата, Советот продолжи со својата работа. Една од точките која беше додадена на денешниот дневен ред е решението за избор на командир на полициската станица од општа надлежност Карпош. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев истакна дека во текот на вчерашниот ден им бил испратен допис од МВР, со кој биле информирани дека стариот командир е разрешен, а понудени биле тројца кандидати, од кои Советот мора да избере еден.
Иако имаше негодување од страна на советникот од Гром Горан Михајлов дека оваа точка и не е толку итна, градоначалникот Богоев оваа одлука ја смета како итна затоа што, како што вели тој, се работи за безбедноста на граѓаните на општината и полициската станица не може да се остави без командир. Една точка која што денес ја предложивме, односно ја предложи председателот на Совет за проширување на дневниот ред, тоа е предлог одлука за избор на командир на полициската станица во Карпош, бидејќи во текот на вчерашниот ден до општина Карпош стигна допис од Министерството за внатрешни работи во кој се вели дека предлагаат, како што е по законската процедура, 3 предлога, од кои што Советот на општина Карпош треба да избере еден кандидат кој што ќе биде нормално командир на полициската станица во Карпош. Од она што го видов, од биографиите што ги видов и од она што ми кажаа советниците кои што пред тоа на комисијата има кратко интервју со тројцата кандидати, се работи за тројца професионалци кои што долги години работат во Министерството за внатрешни работи. Полициската станица во Карпош ќе биде во сигурни раце, дека ќе се подобри соработката на општината со полициската станица, се со цел зголемување на безбедноста, редот, мирот и поредокот во општина Карпош. За нов командир на полициската станица Карпош, Советот го избра полицајецот Владо Симјановски, кој има 21 годишно работно искуство во МВР, а во полициската станица Карпош тоа е од 2001 година. Владо Симјановски од пред неколку години е и заменик командир во оваа полициска станица. Околу 300 заштитни столбчиња се поставени на скопските улици и булевари во изминатите 2 месеца. Акцијата ќе продолжи во наредниот период со цел обезбедување на поголема безбедност во сообраќајот. Во Скопје продолжува акцијата за поставување на заштитни столбчиња по должина на повеќе улици и булевари во централното градско подрачје, со цел зголемување на безбедноста на сите учесници во сообраќајот и овозможување непречено движење на пешаците. Во оваа акција во изминативе 2 месеца се поставени околу 300 заштитни столбчиња, информираат од град Скопје. Како што соопштуваат од таму, екипите на јавното предпријатие Улици и патишта извршуваат градежни активности за поставување заштитни столбчиња на тротоарите на булеварот Свети Климент Охридски, на путегот од крстосницата со улица Свети Кирил и Методи до крстосницата со улицата Димитрije Чуповски. До сега се завршени градежните работи од едната страна на булеварот, пред Европскиот факултет, каде што се поставени 126 заштитни столбчиња, а во моментов се извршуваат градежни работи од другата страна на булеварот, каде што треба да се постават 20 на столбчиња. Изминатиот период, во рамките на оваа акција, столбчиња беа поставени и по должината на улицата Димитрije Чуповски пред Министерството за правда, како и по должината на булеварот Митрополит Теодосиј Голаганов пред објектот на поранешна Нова Македонија. Жителите на општина Центар се ослободија од старите и дотраени електрични уреди и опрема. Во акцијата Донеси стар уред и земи ваучер со попуст за нов. 400 граѓани се пријавија за учество во акцијата и ги донесоа на собирните пунктови старите телевизори, машини за перење, бойлери и мали уреди за домаќинство. Во акцијата Донеси стар уред и земи ваучер со попуст за нов. 400 жители на општина Центар се пријавија за учество во акцијата и ги донесоа на собирните пунктови старите телевизори, машини за перење, бойлери и мали уреди за домаќинство. Како што соопшти општина Центар, за секој од апаратите граѓаните добиваа ваучер во вредност од 100, 400 и 600 денари. Повеќе имена посочуваат од општината се откажале од ваучерите, а собраната сума ќе се искористи за набавка на нов уред што ќе се донира на социјално загрозено семејство. Акцијата е дел од континуиран проект што 2 години се спроведува на територијата на општина Центар во соработка со урбаните заедници и колективниот постапувач Нула отпад од Скопје. На овој начин општината ги исполнува законските надлежности согласно Законот за управување со електрична и електронска опрема и спроведува редовно организирано собирање на отпадот од својата територија. Големиот хуманитарец и најголема македонска музичка звезда, кој веќе 11 години не е повеќе со нас, Тоше Броевски, покрај незаборавните рефрени ќе го паметиме и по хуманитарната дејност. Токму во чест на неговиот роден ден, утре традиционално во Домот на армијата на Република Македонија ќе се одржи крводарителска акција.
Традиционално по 14 пат утре ќе биде организирана голема крводарителска акција посветена на големиот хуманист Тоше Проески во знак на одбележување на неговиот роден ден. Организатори на крводарителската акција се Црвениот крст на град Скопје, Општинската организација на Црвен крст Газибаба, Институтот за трансфузиона медицина, Тоше фанови на Република Македонија и Фондација Тоше Проески. Поддршка на акцијата ќе дадат членовите на Клуб 25, клубот на млади крводарители и мотиватори. И оваа година акцијата е планирано да се реализира во холот на Домот на армијата на Република Македонија во периодот од 9 до 17 часот. Ликот и хуманото дело на Тоше Проески се позитивен пример и поттик за многу млади личности кои токму на овој датум даруваа крв, но и мотивација за повеќекратните дарители да продолжат со хуманниот чин. Традицијата за одржување на крводарителски акции во спомен на Тоше Проески започна во 2010 година и од тогаш традиционално истите се реализираат во негова чест. До сега на овие 14 акции својата хуманост преку чинот на дарување крв ја покажале околу 4000 крводарители. Во рамки на одбележувањето 24 години од воспоставувањето дипломатски односи меѓу Руската Федерација и Република Македонија во музеот на град Скопје на 30 јануари ќе биде отворена изложбата Москва денес. Изложбата која го отсликува современиот урбанистички изглед на руската престолнина Москва денес на 30 јануари ќе биде отворена во музеот на град Скопје. Москва денес се базира на официјалните фотоматеријали доставени од град Москва. Пред посетителите ќе бидат представени реновирани знаменитости по кои е позната Москва низ светот, уникатни архитектурни и инфраструктурни проекти изградени во Москва во последните неколку години, како и можностите за развој на туризмот, спортот, образованието и културата што ги нуди еден од најголемите градови на земјата. Изложбата се одржува во рамки на одбележувањето 24 години од воспоставувањето дипломатски односи меѓу Руската Федерација и Република Македонија. Организатори се град Скопје и амбасадата на Руската Федерација во Република Македонија. Во наредните денови следува период на стабилно време со ниски утрински температури, а најстудено ќе биде утре наутро. Дневните температури ќе бидат во постепен пораст. Од утре кон викендот ќе дува претежно јужен ветер и ќе се зголемуваат условите за појава на магла по одделни котлини. За време на викендот се очекуваат краткотрајно на облачување без врнежи. Матама метео е во продолжение. И пред да се одјавиме уште една информација. Дел од жителите од населените места Волково и Орман утре од 9 до 15 часот ќе бидат без електрична енергија. Во периодот од 10 до 13 часот без снабдување со струја ќе бидат дел од корисниците од село Долно Блаце. Заради дефект на водоводната цевка на крстосницата на булевар Борис Трајковски или булевар Србија без водоснабдување утре од 9 часот ќе останат корисниците од краците 3, 5, 7 и 11 на оваа улица во општина Киселавода. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.